да се вежба постојано, секојдневно по многу часа на ден и паралелно да се одржува континуирано најдобар успех и по сите други предмети е навистина многу напорно. Тоа бара доста самооткажување, многу пропуштени дружби со пријателите. Јас сум Ева Богоевска, имам 22 години и работам во филхармонија како прва виолина тети. Јас започнав да концертирам уште на 8-9 годишна возраст. Првиот голем концерт ми беше во Братислава, Словачка. Тогаш имав 9 години. Настапував во замокот каде што Бетовен ја творел Месечевата соната. Да бидам дел од класата на еминентниот педагог Сергиј Островски беше мој сон уште од 2017 година. Среќна сум што успеав да го добиам местото на Женевскиот универзитет и да влезам во неговата класа во толку силна конкуренција над 200 кандидати од целиот свет. Запишав на факултетот за музичка уметност на мои 16 години по препорака на професори. Ги земав за двете завршни години од основно и двете завршни години од средно образование. Така дојде до тоа јас на 16 години да бидам најмлад студент во државава. Секако дека не е лесно, имало периоди кога сум ја оставала виолината на страна и сум си рекла не можам, ова место не ми излегува, например, но тоа траело севкупно 5 минути. Потоа повторно сум ми се враќала. Едноставно виолината е дел од мене, дел од моето секојдневие и го правам тоа затоа што многу го сакам. На младите би им порачала да веруваат во себе и тоа што доаѓаат од мала земја да го доживеат како дополнителна мотивација за да му покажеме на светот како една мала земја има да понуди толку многу. Скоро сите мои настапи биле поддржувани од нашето Министерство за култура и тоа е добро што Министерството за култура секоја година има конкурси за финансирање на проекти на млади успешни таленти во странство и тука кај нас. Би порачала и на другите институции, особено приватните компании, да земат поголемо учество во финансиското поддржување на млади таленти, бидејќи тоа не само што е важно за самиот уметник, туку и за афирмацијата на македонската култура во странство.